Автобусите конечно се вратија да се обраќаат по улиците на Скопје. Главниот град барем за сега има функционален јавен превоз. Во решавањето на проблемот се вклучија сите, освен најповиканата, градоначалничката Данела Арсовска. Автобусите на ЈСП во моментов возат со нафтата од државните резерви кои им ја даде владата, но таа ќе трае најмногу 2 недели. Во меѓувреме, во сообраќај се вклучи и приватните превозници. Скопје наскоро ќе добие и 6 електрични автобуси од европски пари, а премиерот Мицкоски најави дека до крајот на годинава владата ќе го распише тендерот за набавка на 120 електрични автобуси. Тој вели дека во моментов се скенира пазарот и се бара најповолниот начин за набавка. Најголемиот број од автобусите ќе бидат наменети за главниот град. Ако 120 набавиме, тоа би одело во пропорција можеби 70-50 или 80-40, станува збор за електрични автобуси, еколошки автобуси, заедно со 50 места за полнење, односно полначи, и со сета таа арматура која што е потребна за да сите овие автобуси се полнат. Секој време траењето на нормално полнење ќе биде околу 2,5 часа, така што дневно со едно полнење би можеле, тоа е она кој што технички го дефиниравме, меѓу 350 и 400 километри да се обраќаат, што би било сосема доволно, и мислам дека кога тие ќе се појават на улиците широм градовите низ државата, мислам дека драматично и загадувањето ќе влија да се намали. Владата планира од следната есен да бидат вклучени во сообраќај новите електрични автобуси. Условите за нивно плаќање наскоро ќе бидат дефинирани, рече Мицкоски. Тендер ќе биде тоа. Сега ние ги дефинираме условите, го скенираме пазарот, гледаме каде има, колку има заинтересирани, ќе биде тоа тендер, сите кои што цени дека треба да се пријави, нека се пријави, ќе ги дефинираме и условите на плаќање. Условите на плаќање ќе бидат такви да почнеме да ги отплаќаме некаде во првата половина од 2028 година на 8 полугодишни рати, што ќе рече во период од 4 години или период од 3 години грейс период. За сега е нејасно што ќе се прави откако автобусите на ЈСП ќе ја потрошат нафтата за недела или 2 и дали во меѓувреме град Скопје ќе успее да најде најповолен добавувач за да не ги остави граѓаните повторно без јавен превоз. Истовремено, приватните превозници побараа зголемување на тарифникот и да им се плаќа директно од град Скопје, наместо како досега преку ЈСП, за да можат во функција да ги стават сите 200 автобуси.